Nikad sam, uvek svoji, nikad sami. Нови избори покажавме повише од тоа дека сме своји, меѓутоа и не сме сами. Овдека со нас се председателот на Собранието на Република Македонија, на вистина во моје и во ваше име му благодарам што најде време да дојде на нашава манифестација. Со нас е нашата стара добра пријателка, министер за внатрешни работи и носител во изборната единица број 2, Гордана Јанкуловска, и благодарам и таа што е присутна денеска со нас. Драги мои кумановци, на вистина после 30 и неколку дена кампања никогаш не сум се чувствал погорд и подостоинствен во однос на она што го направивме во изминативе 30 и неколку дена. Нашите активисти и симпатизери успеа да влезат во преко 6000 домови во Куманово, не бирајки дали се тоа срби, македонци, турци, роми или било кој друг. Успеавме да навлеземе длабоко во секој дом во Куманово, на сите во Куманово, да им ги објасниме разликите и состојбите со кои се соочува и градот Куманово и Република Македонија во целина. За повеќето од овие работи ќе ви говори носителот на листата. Јас само ќе кажам неколку работи кои сметам дека досега во кампањата не ги употребив ниту еднаш, затоа што сметам дека тие се завршена работа. Овдека во Куманово ни направија нова српска партија, само за да можат српските обележја да ги виорат на нивните штабови. Таа српска партија цело време просториите извреат затворени, како шума да ги ударила, жив човек таму не се свртува. Се знае каде е адресата на србите во Македонија. Искрено мислам дека се срамат, затоа што не познавам жив вистински србин кој ќе гласа за оние кои со сите сили се обидува да го срушат споменикот на цар Душан. Сметам дека тоа длабоко од срцето ниту еден срби во Куманово и во Македонија нема да го направи. Сигурен сум дури во тоа. И последната работа што сметам дека овдека во Куманово треба да ја кажеме, на вистина, јас не знам за другите, меѓутоа сигурен сум дека ние, како Демократска партија на Србите, јас како ваш председател, на изборите одиме за Собрание на Република Македонија и за председател на Република Македонија. Не отидовме ниту во Белград, ниту во Бања Лука да бараме тие да гласаат за нас. За нас гласаат србите во Македонија. А некој смета дека за него треба да гласаат албанците од Косово. И да сака, таа работа не ја бива. Мнозинството од граѓани на Куманово и на Македонија знаат да направат разлика помеѓу оние кои на честен и достоинствен начин излегуваат на избори. Со она што знаат, можеби не знаеме многу, меѓутоа ние излегуваме барем со нешто. Тие очигледно не знаат ништо затоа што немаат дури ни програма. Затоа широко отворени очите. Знаете како? Ранедиот лав е можно опасен. Тој можеби не може да направи некоја најсериозна штета, меѓутоа мала штета може да направи. Ве повикувам, значи, во наредниве неколку дена до избори, да не наседнувате на никакви провокации. Значи, мирно и достоинствено, свечарски од Сабајле да се излезе на гласање, да се даде својот глас. На сите манипулации, на сите калкулации, на сите провокации да одговорите на најдостоинствен можен начин, за да не им дадеме никаков изговор да се повикаат на било што би можело да го загрози изборниот процес
и големата победа на нашата коалиција. Ми знамо зашто. Чест ми е да ја повикам како носител на листата во изборна единица број 2 да ви се обрати министерот за полиција. Врши машка работа ако е женска. Наш добар пријател на Србите во Македонија, пријател на нашата партија, исклучително чврста и одлучна жена, специјалист за работата која си работи. Се надевам дека и по 27-ми ќе продолжи уште поуспешно да си ја работи својата работа. Ја повикувам Гордана Јанкуловска да ви се обрати.